Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Еве не пред нови 75 минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапевски и еве го изборот за денес. Стариот конак во Лешочкиот манастир ќе биде обновен годинава, најавува министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Ние не сме како Полшавот со лигавење да одиме кон врвот. Мицкоски потврди дека нема да има уставни измени под притисок. НАТО ни ја гарантира безбедноста. Министерот за одбрана Мисајловски вели дека без алијансата би биле изложени на ризици. Македонски војници нема да одат во Украина. Нашата армија ќе остане во регионот, вели Мицковски. Бугарија се откажа од пругата до Македонија, а нас Европската Унија не тераше да си ги фрлиме парите. Тетовскиот општински совет ја одобри донацијата од 800.000 евра за реконструкција на двете згради познати како Стара медицина. А на самиот почеток да ја проследиме изјавата на американската амбасадорка во Македонија Анџела Агелер. Многу внимателно ги следиме процедурите во собранието и изјавите во врска со изгласаните интерпелации на 5 членови на судскиот совет, рече амбасадорката Агелер. Во одговор на новинарско прашање во врска со тоа како ги коментира изгласаните интерпелации на 5 членови на судскиот совет, Агелер нагласи дека не може да ги коментира, но најважно од се е процесот да се следи на јасен и транспарентен начин. Јас не можам да ги коментирам, а многу внимателно ги следиме процедурите во собранието и изјавите во врска со изгласаните интерпелации за 5 членови на судскиот совет. Она што е најважно за секој од овие случаи е да се следи на начин што е јасен и транспарентен за сите оние кои го наблюдуваат, изјави амбасадорката Агелер.
se najdovme, a koga baravme, zatvor se najdovme. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Гуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Zemljo Tursko,
душманке влезе, жив нема да излезе Македонијо, ти го ставаш гроб. Ој душманке влезе, жив нема да излезе Македонијо, ти го ставаш гроб. Се додека не покажете карактер и вредности во кои што верувате, нема да ве ценат. Ја знаете онаа приказна со полжавот. Ако мислите дека со лигавење ќе стигнете до врвот, се лажете. Барем јас така не мислам. Јас сум застапник на тезата подобро тешко отколку срамно. И тоа се принципите и вредностите во кои што верувам, рече премиерот Христијан Мицкоски во гостување во емисијата Само интервју на Канал 5 телевизија. Мицкоски вели дека членството на Македонија во ЕУ не зависи од ниту една резолуција, туку од билатералните односи кои што за жал рече тоа го дозволила Европската унија. Нашата близина и далечината со ЕУ не зависи од тоа дали ние сме ко-спонзори на оваа или онаа резолуција, туку зависи исклучиво од билатерални прашања, кои што за жал истата таа ЕУ дозволи да се случат. Дали јас грешам, не знам, дали ќе успеам во ова, не знам. Јас сум го добил легитимитетот од граѓаните пред 9 месеци. Пола милион луѓе излегле и гласале, рече Мицкоски. Јас немам намера да бакнувам пенкала, да се смешкам додека ме навредуваат, понижуваат и омаловажуваат. Тоа што го мислам и моите аргументи што ги имам, не велам дека се најисправните и најточните, но јас сум ја добил довербата на граѓаните да ги презентирам тие аргументи кои што ги бранат интересите на оваа држава, на сите граѓани, нагласи Мицкоски. На прашањата доколку Вашингтон рече тоа е тоа, дека треба да се гласаат уставните измени, Мицкоски нагласи: нема да ги гласам, тоа нема да се случи. Нема да ги гласам се додека Бугарија исто така не ги заврши своите обврски кои што ги има преземено, а тоа е да ги почитува правата на сите малцинства. Tebe momene
Подобра колективна безбедност за сите нас пред се, значи членството во НАТО. Ова го истакна министерот за одбрана Владо Мисајловски во гостувањето во тема на денот на Сител телевизија. Ние во 2008 година заслуживме да бидеме земја членка на НАТО. Многу отстапки и жртви даде Македонија за членството во НАТО. Најважно е дека седиме на масата, седиме со големите сили, со најголемото безбедносно семејство. Многу компании може да учествуваат на НАТО пазарот. Најважно од се е да се гарантира безбедноста на државата. Важно е дека НАТО и ЕУ имаат заеднички точки, затоа е важно да бидеме и членка на ЕУ, бидејќи многу различни сегменти се поврзани, истакна министерот Мисајловски. Во однос на помошта за Украина, министерот за одбрана посочи дека како земја ќе продолжиме да помагаме, но не можеме да не го гледаме македонскиот национален интерес. Многу пати кажувам, она што на армијата е најпотребно не може да се даде. Знаеме какви жаришта има, не само во Европа, туку и надвор. Ние мораме паралелно да се модернизираме, да купуваме опрема и да помагаме колку што можеме. Во овој момент приоритет е македонската армија и нашите капацитети. Ние како Министерство за одбрана мора да одиме по оперативните барања на армијата. Она што го бара армијата, ние како Министерство сме сервис и навистина ми е драго што ќе се подмлади армијата со 300 нови професионални војници. Го објавивме огласот и има голем интерес, потенцираше Мисајловски. По однос на учеството на македонски војници во Украина, министерот рече дека за такво нешто нема ниту барање од НАТО. Во овој момент се разговара како да се постигне мир, нагласи тој. Мисајловски потенцира дека Македонија има безбедносна ситуација која е мирна и стабилна. Kako te mlada zaljubi I po tebe pamet izgubi Otkako te mlada zaljubi I po tebe pamet izgubi Stiga moja ta mladost, kaži mi ti I nasite skoro i veruvaj mi Meni ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti I nasite skoro i veruvaj mi Što ima se ti podari Sve ta mladost ja izgubi Sve što ima se ti podari Sve ta mladost ja izgubi Stiga moja ta mladost, kaži mi ti I nasite skoro i veruvaj mi Meni ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti I nasite skoro
Кажи кој те милува, кој те гали, кој те успива. Кажи кој те милува, кој те гали, кој те успива. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека иницијативата од Соединетите Американски држави за 30-дневен прекин на непријателските дејства помеѓу Украина и Русија е важен чекор кон постигнување траен мир. Според него, цената на мирот ќе биде резултат од преговорите и рече дека е против прекројување на границите. Тој додаде дека македонската армија ќе продолжи да биде присутна во регионот, но нема да испраќа војници во Украина. Во само интервју на Канал 5 телевизија, премиерот истакна дека е неопходен прекин на огнот за да се катализира решение кое ќе донесе траен мир. Мислам дека е потребно да има прекин на огнот и да траат преговорите онолку колку што е потребно за да се катализира решение кое ќе донесе траен мир, рече премиерот. Мицкоски истакна дека цената по која што ќе се постигне овој мир ќе биде резултат од преговорите кои ќе се случат на маса и дека сето ова кое што ќе резултира со овие преговори ќе донесе една помирна иднина за сите нас. Во однос на можноста за прекројувањето на границите, премиерот рече дека не гледа дека би можело да се прелее на Балканот и дека е против менувањето на граници како човек и како политичар. Треба да сме свесни дека во меѓународното право не смеат да се случат прецедани, ако еднаш се случат можат да станат пракса, рече тој. Во врска со испраќањето на војници во Украина, Мицкоски рече дека е логично македонската армија да биде присутна во регионот и дека тоа што сме можеле да го направиме како сојузници на НАТО, сме го направиле. Нашиот интерес е во рамките на регионот и ќе се грижиме во нашиот интерес. Во однос на испраќањето на војници, оваа влада не верувам дека ќе донесе одлука која што ќе има офанзивна мисија. Мировници во рамките на регионот ќе праќаме и сме веќе присутни. Украина не ја сметаме во регионот, изјави Мицкоски. Во однос на прашањето за нашето коспонзорство на резолуцијата предложена од САД во Советот за безбедност на ООН, која бара брз крај на конфликтот во Украина, премиерот рече дека одлуката се заснова на тоа што цениме дека администрацијата на Трамп има јасен план. Цениме дека администрацијата на Трамп има јасен план како да стави крај на конфликтот во Украина и сакаме да го следиме тој пример кој што го манифестира на отворена сцена Трамп, посочи премиерот.
vojska odamo me, ni pod vojska idam. Tu sam bilo nad pazar, konja surum kupilo. Tu sam bilo nad pazar, konja surum kupilo. Fati konja ludo mlado, odnesi me doma. Tako saka promenica, majke odmenica. Tako saka promenica, majke odmenica. Додека Бугарија врши притисок врз Македонија да ја забрза изградбата на железничката линија Софија-Скопје, другата страна ја одложи модернизацијата на бугарската делница. Ова одлука ја донесе владата на Росен Желјасков, кој одобри измени во програмата Транспортна поврзаност 2020-2027 година. Железничката линија Софија-Скопје е дел од Европскиот транспортен коридор 8, кој треба да го поврзе Црното со Јадранското море по правецот Драч, Тирана, Скопје, Софија, Бургас, Варна. Целта е да се обезбеди брз транспорт на луѓе и стоки. За нејзино спроведување во меморандумот за разбирање меѓу Бугарија и Македонија од 2017 година беше преземена обврска железничката линија помеѓу Софија и Скопје да биде готова во 2027 година. Во 2019 година, како министер за транспорт Росен Желјасков, дури се пофали дека растојанието од Софија до Скопје ќе го помине со воз за помалку од 1 час во 2025 година. Денес пак како премиер очигледно не мисли така, откако неговата влада гласаше да се откаже од проектот за модернизација на железничката линија Софија-Радомир-Перник за сметка на реализација на други железнички проекти. Изградбата на железничката линија Софија-Скопје е замислена уште во 1870-тите години, кога овие територии биле дел од Отоманската империја, покажуваат историските документи. Иако ова беше приоритетен проект за Бугарија, делницата Радомир-Ѓуешево е изградена во далечната 1910 година, со потрошени импресивни за тоа време 12,3 милиони златни лева. За останатите земји од регионот и така наречените големи сили очигледно не беше случај. Поради оваа причина, железничарите сметаат дека не треба да се биде преголем оптимист за можноста за брза врска меѓу Софија и Скопје да се случи овој век. Главната причина за ова е што трасата по Радомир до Крива Паланка во Македонија минува низ тежок планински терен и ќе бидат потребни милиарди за изградба на железничката пруга. Во исто време веќе се водат дискусии за тоа колку ќе биде ефективно. Владата на Христијан Мицкоски беше под жестоки критики на европските бирократи, но и на опозицијата во Скопје дека намерно ги одлага инвестициите во коридорот 8. Сега е јасно дека владата имала прецизни проценки дека Софија нема намери да ги исполни своите обврски во изградбата на пругата кон Македонија.
radost majko darila. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Ai, que urușițe
Исполнувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права е задолжителна обврска на секоја земја членка на Советот на Европа. И Бугарија повторно се обидува одговорноста за неисполнетите обврски да ги префарли врз Македонија. Вака Министерството за надворешни работи и надворешна трговија му одговори на соодветното министерство во Софија, откако претходно бугарското МНР реагираше на, како што велат, последователните настапи на премиерот Христијан Мицкоски. Истакнуваме дека почитувањето и спроведувањето на одлуките на Европскиот суд за човекови права не се билатерални прашања, туку задолжителна обврска на секоја земја членка на Советот на Европа. Република Северна Македонија останува целосно посветена на владење на правото и почитувањето на човековите права и слободи како темелни вредности на европската интеграција и не може да прифати нивно негирање или релативизирање, вклучително и кога станува збор за правата на припадниците на македонското малцинство во Република Бугарија, се вели во реакцијата на македонското МНР. Министерството исто така нагласува дека Република Северна Македонија максимално е посветена на процесот на европска интеграција, сметајќи дека тој процес не треба да биде злоупотребен со воведување на дополнителни политички услови, кои не се дел од копенхашките критериуми. Во реакцијата се вели и дека политиката на условување и неосновани обвинувања е непринципиелна пречка на евроинтегративниот пат на нашата држава и не придонесува за градење добрососедски односи, туку напротив, создава непотребни тензии кои не одговараат на европскиот дух на соработка. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија истакна дека Македонија силно се залага за развивање на пријателските односи меѓу двете држави и за решавање на сите отворени прашања преку рамноправен диалог, одговорно однесување, заемна почит и разбирање. Во наведената насока очекуваме еднакво конструктивен пристап и од страна на Република Бугарија, заснован на целосно почитување на целите и принципите на повелбата на ООН и правилата на меѓународното право, затоа што тоа е во интерес на нашите граѓани, во интерес на двете земји и во прилог на зацврстување на регионалниот мир, стабилност, безбедност и заедничката европска перспектива. Бугарското МНР соопшти дека последователните јавни настапи на македонскиот премиер Христијан Мицкоски се обид за промовирање манипулативни и лажни тези, кои би можеле да се сметаат за вистинско мешање во внатрешните работи на Бугарија, велејќи дека тоа е обид да се заобиколат обврските кои ги презела Македонија по однос на европскиот пат и спорот со Софија.
Što da pravam, što da činam, koga je loša majka ti, ne ti dava da zaljubiš odlični te ergeni, ne ti dava da zaljubiš odlični te ergeni. Mnogo merak mila mamo, skoro jaze ke umram, kandi suj bre ludo mlado, što ti dava tako mi. Kandi suj bre ludo mlado, što ti dava majka mi. Двете згради, стари над 100 години, каде што учат гимназијалците од македонски наставен јазик, а каде порано функционираше медицинското училиште, ќе се реконструираат со 800.000 евра, кои се донација од приватна фирма. На 48-та седница на Советот на општина Тетово се прифати предлог одлуката за донација од сите советници. На прашање од советниците дали компанијата ќе добие нешто за возврат, градоначалникот рече дека оваа фирма и порано донирала и нема да добие ништо од општината. Денес Советот на општина Тетово едногласно ја прифати донацијата на компанијата Унион Промет НМ од Скопје. Оваа компанија ќе донира финансиски средства во износ од 800.000 евра за целосна реконструкција на гимназијата Кирил Печиновиќ во Тетово, двата објекти на стара медицина. Конечно, овој горлив децениски проблем со нестандардни услови на учење ќе се реши на задоволство и побарање на учениците и наставниците, изјави Ангел Карапетров, координатор на советничката група на ВМРО ДПМН, која е дел од мнозинството во Советот заедно со движењето БЕСА. Во првата зграда има 7 училници, кабинет за информатика, 2 тоалети, наставничка канцеларија, библиотека и 2 канцеларии, додека во втората зграда има 6 училници, наставничка канцеларија, тоалет и кабинет по природни науки, како и мала спортска сала. Од 2001 година, поради небезбедност, гимназијалците од наставата на македонски јазик во гимназијата Кирил Печиновиќ го напуштија централниот објект на улицата Браќа Миладинови. Над 20 генерации гимназијалци учеа во други објекти низ градот, а од учебната 2017-2018 година постојано наставата се одвива во овие два објекти познати како стара медицина. Во изминатите неколку години се изврши основна реконструкција на подовите, поставување нови прозорци, врати, бојадисување, монтирање грејење и слично. Зградите се изградени во периодот 1912-1913 година. Čisto grotko, kaj sve
od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Što mi stopува, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja ta ljubavina, kako miris na gorod cvet mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posreke. Našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat, no duri vo nas dvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Za našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat, no duri vo nas dvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Srce mi je polno i dušava
Во рамките на посетата на Лешочкиот манастир, министерот Зоран Љутков заедно со вршителот на должност, директорка на Националниот конзерваторски центар Цветанка Хаджипецова ги најавија завршните активности за конзервација, реставрација, санација и ревитализација на стариот конак, како и активностите за конзервација и расслојување на живописот на црквата Света Богородица со евидентирани фази од 14-тиот, 17-тиот и 19-тиот век, се вели во денешното соопштение на Министерството за култура. Сакам да најавам дека оваа година конечно ќе заврши конзервацијата, реставрацијата, санацијата и ревитализацијата на стариот конак, кој представува интегрален дел од манастирскиот комплекс во Лешок. За ревитализација на овој проект, кој е од исклучително значење за Република Македонија, обезбедивме 6 милиони денари и очекувам негово завршување до крајот на годината, истакна Љутков во соопштението. Тој додава дека оваа година како капитален објект се обезбедија и финансиски средства за реализација на конзервацијата и расслојувањето на живописот на црквата Света Богородица со евидентирани фази од 14-тиот, 17-тиот и 19-тиот век. Според информациите на конзерваторите, откриениот трет, најстар слој фрески во црквата Света Богородица сведочи за повеќе вековниот континуитет на обстојување на ова споменично добро во манастирскиот комплекс во Лешок. До крајот на годината очекувам да бидат пошироко дефинирани површините на најстариот живопис и да се продолжат натамошни мерки за конзерваторски зафати, рече Љутков. Благодарност до надлежните институции за превземање на активности упати надлежниот митрополит на Тетовско-гостиварската епархија на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Јосиф, кој информираше дека завршувањето на манастирскиот конак со капацитет од 50 легла, кој заедно со спомен собата на Кирил Печиновиќ и сите оние пропратни содржини што се внатре во самиот конак, ќе биде од особено значење за развој на манастирскиот туризам. Женати се, домакине породила. Женати се, домакине породила. Породила машко дете. Породила машко дете. Домакине, дене се јаде и пие. Домакине, дене се јаде и пие.
свадба прави. Ако спиеш, домакине, разбуди се. Ако пиеш, домакине, развесели се. Ако пиеш, развесели се. Ако пиеш, развесели се. Почитувани, дојдовме до самиот крај на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. А на самиот крај, во катчето за најмладите, приказната за Волкот и Еленот. Ви посакувам пријатен ден. Се шетал Еленот по шумата и одеднаш слуша жално завивање. Тргнал тој кон местото од каде доаѓал гласот. Гледа, ветерот оборил една голема елка, а елката пак паднала врз волкот. Лежи волкот целиот сплескан под елката и никако не може да излезе од под неа, ами само стенка. Замавнал Еленот со рогатата глава, па прашал: како ти се случило ова? Ох, не прашувај ме, миличок, не гледаш дека душа испуштам? Подобро со роговите, елкава истурка ја од мене. Со задоволство би го сторил тоа, но елката е голема, нема да можам да ја дигнам. Се посомневал Еленот. Барем обиди се, замолил волкот. Во ред, можам да пробам. Се согласил Еленот и почнал да ја турка елката со роговите. Ги собрал сите своји сили, па турнал и, како за чудо, дрвото се потргнало. Навистина малку се потргнало, но тоа било доволно за волкот да излезе од замката. Ама сум силен, се израдувал Еленот. Волкот се стресол, станал на нозе и почнал да гледа да не си го оштетил крзното некаде. Но не, се си било на свое место. Тогаш на волкот му текнало за Еленот. Се стрчал кон него и му свикал: Стој, каде одиш? Каде? Прашал Еленот. Унаму каде што тргнав. Да не си мрднал, свикал волкот. Треба да те изедам. Елените од секогаш ми биле плен. Ајде де, а зарем не те спасив од смрт? Прашал Еленот. Тоа нема никаква врска, одговорил волкот. Нели ти е срам? Зошто да ми е срам? Ке ти ја одерам кожата и крај на муабетот. Еленот не се согласил со волкот и тие уште долго време спореле. Спореле, но не дошле до заеднички заклучок. Тогаш Еленот предложил: Ајде некој нека ни пресуди, па да видиме кој има право. Волкот се израдувал. Во ред, се согласувам. Потоа волкот си помислил: Па можам Еленот да го изедам, а судијата ќе ми дојде како прилог. Цел ден тие барале судија и го нашле дури вечерта. Тоа бил стариот мечок. Тој одел во селото кај пчеларниците за да најде мед за својата мечка. Тој ги изслушал Еленот и волкот, а потоа ја ставил раката на устата и се замислил. Но ништо не можел да смисли. Не знам што да правам со вас, им рекол тој. Треба да одиме и да видиме каде се случило сето тоа. Волкот и Еленот го однеле мечокот кај елката. Ја обиколил мечокот елката и повторно се замислил, а потоа рекол: Ајде, Елену, потурни ја елката со роговите.
Не ми се верува дека си можел да ја подигнеш. И тоа како можам? Се навредил еленот и го поткренал дрвото со роговите. А мечокот вели: ајде, волку, легни повторно по делката. Не ми се верува дека можело ни столку мал простор да се провлечеш. И тоа како можам? Се налутил волкот и за момент се нашол под кренатата елка. Тогаш мечокот рекол: ајде, Елену, сега врати го дрвото на местото на кое било. Еленот ја пуштил елката и кога волкот повторно се нашол во замка. Како што се нашол во неа, така и останал. Кој уште еднаш би му помогнал на таков предавник? Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.